Прегревање, топлотен удар и топлотна синкопа се сериозна закана за здравието. Големите горештини и температури на 36 степени може да бидат опасност и за пациентите со срцеви заболувања. Во ваквите ситуации, срцето треба да пумпа со поголема моќ и повеќе удари во минута за да се зголеми протокот на крв, кој што е потребен во топлотно време, вели кардиологот Александар Димитровски и додава дека тоа е неопходно за да не се дојде до прегревање. Топлотниот бран кој што моментално го живееме и како влијае, поготово кај пациентите кои што веќе имаат постоечко кардиоваскуларно заболување. Топлотен бран се смета температура над 36 степени Целзиусови степени, што ние моментално го имаме, што дополнително го оптеретува кардиоваскуларниот систем, поготово срцето, затоа што срцето треба да пумпа со поголема моќ и со поголема фреквенца, повеќе удари во минута, за да одговори на оној зголемен проток на крв кој што е потребен при топлото време за да настане тоа ширење на крвните садови на периферијата на телото за да не дојде до прегрејување. Избегнувањето на отворено во критичните часови од 11 до 17 часот ќе го олесни процесот на проток, како и на времено земање на хроничната терапија, вели доктор Димитровски. Секогаш препорачуваме на овие пациенти да избегнуваат излегување на отворено во оние критични часови, да си ја земаат својата хронична терапија, доволно да се хидрираат, да имаат внес на течности, најдобро е вода или некои незасладени ледени чаеви и доколку почувствуваат некој симптом, веднаш да се јават кај својот лекар. Потоа да има намален внес на сол во исхраната, затоа што тоа дополнително може да влоши некои постоечки срцеви заболувања и секако да биде тоа лесна храна, богата со овошје, богата со зеленчук. Но она што е важно при престојување дома во критичните топлотни часови и она што го апелираат лекарите е ладењето на просториите, а при одржувањето на температурата никако не смее да се дозволи директно влијание на студениот воздух врз телото. Спиењето во просторијата со постојано вклучен климатизер може да доведе пак до други последици, а од особена важност се апелира внимателно користење на истите при патувањето на подолги патишта.